Лондонската полиција потврди дека експлозијата во метрото утрово е тероризам. Претходно и полицијата и идната помош потврдија дека во метростаницата Парсон Грин се случила експлозија, при што неколку лица се повредени, односно се здобиле со изгореници. BBC, повикувајќи се на Твитер, објави фотографија на која се гледа бела канта и оган, но не и посериозни оштетувања на станицата. Специјалното јавно обвинителство денеска треба да го објави извештајот за работата во последните 6 месеци. Извештајот ќе му биде предаден на претседателот на собранието и на претседателот на Советот на јавни обвинители, пошто треба да биде закажана и собраниска седница. Во него има детали за затворените 17 истраги и обвиненија против 70 лица, за мерките барани од судовите за обвинетите функционери, за постапките со работката, но и за попречувањето на истрагите од државните институции. Северна Кореја рано утрово по локално време истрела неидентификувана ракета од квартот Сунан во главниот град Пјонгјанг кон исток, која поминала над северниот дел на Јапонија и според соопштението на јапонскиот систем за рано предупредување паднала во Тихиот океан на околу 2000 км источно од островот Хокаидо. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска итно ќе се состане поради најновото ракетно тестирање.